Најави за денешните настани. Дали новата стратегија за развој на зеленилото ќе го спаси Охрид од бетонот? Црвен крст Охрид и Лајонс клуб Десарети поделија хуманитарни пакети на 30 семејства во рамки на неделата за борба против глад. Намалена побарувачката на огревно дрво во Охридскиот регион. Промовирана книгата за македонистиката отворено од Димитар Пандев и Свето Стаменов. Нема реална закана по безбедноста во државава, оценува министерката за одбрана Славјанка Петровска. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Македонија претежно сончево време со локална облачност и топло со измерени 24 степени Целзиусови во текот на ноќта кон сабота, ведро со локална облачност, а по котлините појава на слаба магла. Утре во западна, северозападна, северна Европа, на северозападинскиот и Балканскиот полуостров, како и над Алпите, умерено облачно и нестабилно време со дожд. На југ од Скандинавија снег. Во останатите делови од Европа претежно сончево со локална облачност. Утре во северна, централна и приморските предели на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со дожд. Во источните и јужните делови сончево време со локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 18 до 29 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне зголемување на облачноста која ќе донесе умерено облачно време, а на крајниот запад и северозапад слаби локални врнежи од дожд. Минималните температури од 7 до 15, максималните дневни температури од 21 до 28 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде топло, попладне зголемување на облачноста, минималната 12, дневната 23 степени Целзиусови. Во Охрид во недела и понеделник претежно сончево време со локална облачност и топло, минималната 11, односно 10, а дневната 22. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и топло со максимални 21 степен Целзиусов. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оробник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оробник.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Презентирана стратегијата за развој на зеленило на општина Охрид во периодот од 2023 до 2032 година. Помеѓу зеленилото со кое според закон Охрид треба да располага и фактичката состојба. Разликата е огромна. Институциите ја префрлаат топката за надлежностите за тоа каде е одговорноста за тоа што никнуваат згради на сметка за зелените појаси. Градското зеленило ја губи битката со бетонот. 4 години по донесувањето на Законот за урбано зеленило, кој предвиде 25 квадратни метри зелена површина по жител. Охрид не е ни приближно до законската норма. Охрид треба да има отприлика 1,2 милиони квадратни метри зеленило, но реалната состојба е 80.000 метри квадратни, од кои 50.000 моментално се одржуваат. Се поставува прашањето, зошто не се спроведува законот? Јани Макрадули, помошник во изработката на стратегијата за развој на зеленилото на општина Охрид, вели, исполнувањето на одредбите од законот бараат големи финансиски средства, а доколку се знае финансиската состојба на општините, нивното исполнување е невозможно. Тој предлага зеленилото на Националниот парк Галичица и населбата Рача да биде дел од Охрид, за да се исполнат условите од законот. Исто така се надева дека стратегијата за развој на зеленилото во Охрид до 2032 ќе биде вметната во изработка на генералниот урбанистички план. Мислам дека сега тие изработувачите на новиот ГУП не можат ова да го преребегнат и да го имаат во план. Се разбира, тие одредена локација може да ја префрлат согласно нивните планови на едно или друго место, односно зборам содржина, дали е парк, дали е едукативен простор со охридски цреши, но притисокот е голем. Оваа стратегија исклучиво е експертска, се бави со урбаното зеленило и мислам дека ќе биде тешко на општината тоа да го избегне, да не го примени. На прашањето дали некој ќе одговара за кршењето на законот со што никнуваат згради, а исчезнуваат дрва, експертите велат дека и во самиот закон има некои недоречености и дека се потребни негови измени. Има некои пенали кои што мислам дека во тој однос на централна и локална власт повеќе ќе направи дебата во јавност отколку практична, тој е мој искрен став. Иако според законот врската за надзор над спроведување му припаѓа на Министерството за животна средина, оттаму ја префрлаат топката на општините и сметаат дека надлежноста за инспекцијскиот надзор е задача на овластените комунални инспектори од општините. Без оглед која има надлежноста, обврска и одговорност на сите е Охрид да стане одржлив зелен град со мрежа висококвалитетни и атрактивни зелени површини што ќе придонесе за благосостојба и здравје на сите граѓани и посетители,
ефекти, при тоа зачувувајќи ја животната средина и биодиверзитетот. И при раззеленувањето на прво место мора да се користат автохтоните видови растенија. Приоритет имаат автохтоните. Јас знам дека имало секојаш дилема, например, со хриската цреша, дали од плодовите кои ќе паѓаат ќе направат повеќе гужва и белја по патот, отколку по шеталиштето, отколку што се красат. Да, но предлагам, има и еден дел во кој што предлагам, има едно едукативно катче, кај што врз база на локација која што би била прикладна, баш охридските цреши таму да бидат. Денес во општина Охрид беше презентирана стратегијата за развој на зеленило на општина Охрид за периодот од 2023 до 2032. Општина Охрид е една од првите општини кои согласно закон го изработија и зелениот катастар преку снимање, геореференцирање и ажурирање на атрибутните податоци, како и изработка на просторно лоцирани реални ГИС бази на податоци за зелените појаси во градот. Црвен крст Охрид и Лајонс клубот де Сарети денес поделија хуманитарни пакети на 30 семејства. Акцијата недела на борба против гладта продолжува. Во поголемите градски маркети се поставени пунктови на Црвениот крст Охрид, на кои хуманите сограѓани ќе можат да оставаат или да донираат прехранбени производи. Денеска започна поделбата на хуманитарни пакети на социјално загрозените семејства од Охрид и Дебрца, кои во рамки на акцијата за недела на борба против гладта во организација на Црвен крст Охрид ги обезбеди Лајонс клубот де Сарети. Традиционалната соработка со хуманите луѓе од оваа општествено одговорна организација резултираше денес да бидат помогнати со прехранбени производи и средства за хигиена 30 семејства од Охрид, вели претседателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Хуманитарната акција под мотото "Помислете и на нас" продолжува и е насочена кон прибирање на доброволни прилози во прехранбени производи и парични средства од хуманите граѓани и општествено одговорни компании, наменети за набавка и подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. До крајот на оваа недела во поголемите градски маркети се поставени пунктови на Црвен крст Охрид со видно обележани корпи во кои хуманите сограѓани ќе можат да ставаат, донираат прехранбени производи. Од Црвен крст Охрид уште еднаш упатуваат апел до граѓаните, до компаниите, фирмите, институциите да се вклучат во хуманитарната собирна акција на Црвен крст и според своите можности да дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. Воедно изразуваат благодарност за поддршката и помошта во реализацијата на хуманитарните активности. Владата, согласно закон за претварање на побарувањата на државата по основ на платени обврски кон странски кредитори во траен влог во јавното предпријатие Колекторски систем, превземениот долг од МП Проаква во вредност од над 280 милиони денари го трансформира како сопственички капитал на владата во јавното предпријатие. Ова представува огромно олеснување за билансите на јавното предпријатие Колекторски систем и придонесува кон значително подобрување на ликвидноста и можност за непречено функционирање, а со тоа и повеќе средства за тековно одржување и инвестирање во застарениот систем, информира јавното предпријатие Колекторски систем. Благодарение на владата преку оваа постапка се ослободуваат од обврска општините Охрид и Струга, што понатаму ќе доведе до деблокирање на нивните сметки и можност за нормално работење на истите, посочуваат од Колекторски систем. Драстично намалена побарувачката за огревно дрво во Охридскиот регион и покрај високите сметки за електрична енергија, голем дел од граѓаните веќе ги заменаа печките на дрва, па се греат на струја. Двојно намалена побарувачката на дрво за угрев во Охрид и покрај високите сметки за електрична енергија, голем дел од граѓаните веќе ги заменаа печките на дрва, па се греат на струја. Влијание имаа и субвенциите за набавка на клима уреди кои беа реализирани изминативе години во насока на подобрување на еколошката средина. Од подрачната служба на Македонски шуми велат побарувачката на дрва е преполовена во однос на минатата година, иако дрвото според нив се уште е исплатлива опција за загревање. Цената на метар кубен буково дрво е 2850, додека дабовото дрво чини 2950 денари. Оваа година, за разлика од претходната година, побрачката за огревно дрво е драстично намалена. Од една проста причина што оваа година немаме
разлики во цени на алтернативните горива за грејење, како што беа пелетите, и онаа фама која се направи во претходната година дека ќе нема електрична енергија за грејење. Просечно едно македонско домаќинство годишно троши од 3 до 10 кубни метри угревно дрво за загревање или најчесто околу 6 кубни метри според пресметките базирани врз сегашните цени за грејење со угревно дрво зависно од квадратурата се издвојува од 19 до 30.000 динари годишно. Југозападниот регион на Македонија по некоја традиција и навика повеќе преферираат луѓето да се греат на дабово огревно дрво. Меѓутоа, во последно време поборувачката е и за буковото огревно дрво, значи би рекол сега некаде од прилика пола-пола е. Во градот ние во претходниот период години назад некаде трошиме, значи околу 35 до 37.000 просторни метри огревно дрво. Покрај компаниите, голем дел од домаќинствата со почетокот на енергетската криза засилено вложуваат во фотоволтаици, кои се впрочем најисплатлива варијанта за грејење на долг рок. Плодна соработка помеѓу Националниот парк Галичица, научната установа Хидробиолошки институт од Охрид и Фридрих Алберт Беруфс коледж од Германија. Деновиве представниците на Фридрих Алберт Беруфс коледж од Германија ги посетија убавините на Охрид. Па така, веќе следниот месец двајца студенти од овој универзитет ќе му се придружат на тимот на Националниот парк и ќе ги истражуваат природните чуда на Националниот парк Галичица. Во програмата е планирано да се спроведе еколошка едукација, заедно со вработените од паркот, а исто така планирано е гостите да учествуваат во научните истражувања кои тековно ги спроведува научната установа Хидробиолошки институт од Охрид. Од Националниот парк очекуваат размена на искуства, стекнување нови знаења, истражување и понатамошна плодна соработка. Како дел од чествувањата по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Денеска во големата сала на општина Охрид беше промовирана книгата за македонистиката Отворено од авторите Свето Стаменов и Димитар Пандев, која е издадена под покровителство на општина Охрид. Со промоција на книгата за македонистиката Отворено од професор доктор Димитар Пандев и Свето Стаменов, денеска започна одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба и јубилејот 130 години од формирањето на македонската револуционерна организација. Во време кога се соочуваме со сите политички предизвици поврзани со нашиот идентитет, книгата за македонистиката Отворено нека биде еден мал чекор од големата заедничка мисија за чување на македонскиот јазик за новите генерации македонци, кажа во своето обраќање пред присутните во големата сала на општина Охрид секретарот на општината Александар Китески. Оваа книга е од исклучително значење за познавачите на јазикот, лингвистите и сите кои се интересираат за разнообразниот и богат свет на македонскиот јазик. Преку разговорите помеѓу авторите, страница по страница, со едноставен и ненаметлив стил се раскажува за дејноста на Свети Климент Охридски, Крсте Петков Мисирков, Блаже Конески, Григор Прличев, Кочо Рацин и сите важни аспекти од различни етапи на еволуцијата на македонскиот јазик. Верувам дека ова книжевно дело ќе продолжи да го презентира македонскиот јазик на светската лингвистичка сцена и ќе зацврсти неговата улога како средство за промоција на богатата македонска култура и историја. Промоторот и рецензент на книгата доцент доктор Бобан Карапеовски појасни дека одликите на ова литературно дело може да се сублимираат во 3 клучни искази и фрази: говорена форма на научниот стил, радиоучебник и интервју предавање. Всушност, книгата за македонистиката Отворено од авторите Свето Стаменов и Димитар Пандев во себе крие исклучително интересен жанр кој во друга форма се појавувал во македонската и светската литература. Имено станува збор за радиоразговори во кои авторот на емисиите Кво вади си актуелно, како и на соработникот Радио Спектар на македонското радио Радио Скопје, Свето Стаменов, разговара со професор Пандев на теми поврзани со македонскиот јазик, неговата историја, развојот, но и за современите состојби, што се појавуваат како предизвик за македонската наука за јазикот и науката за јазикот на македонскиот јазик.
Доктор Карапеовски упати пофални зборови до авторите на книгата, до уредникот Митре Велјановски и до општина Охрид, која во континуитет ги поддржува ваквите изданија. Содржината на книгата за македонистиката отворено е сместена на 360 страни и во неа се опфатени разговори за сите истакнати македонски литературни дејци, за најновото издание на правописот, за законот за јазиците, за најновата бугарска антимакедонска кампања која ги негира и постоењето на јазикот, за предизвиците пред кој е исправен нашиот македонски јазик. Нема реална закана за безбедноста во државата, оценува министерката за одбрана Славјанка Петровска. Институциите и безбедносно-разузнавачките служби будно го следат развојот на состојбата на Блискиот Исток и војната во Украина и разменуваат информации во рамки на НАТО алијансата, уверува министерката. Врховниот командант на вооружените сили, председателот Пендаровски, пак најави свикување на Советот за безбедност. Во Македонија во моментов не се лоцирани закани по безбедноста на државата и на граѓаните, вели министерката за одбрана Славјанка Петровска. Институциите, службите, безбедносно-разузнавачката заедница будно ги следат актуелните војни конфликти во Израел и Газа, како и војната во Украина, разменуваат информации на национално ниво и во рамките на НАТО алијансата и се подготвуваат доколку се лоцира предизвик соодветно да одговорат, изјави министерката. Секогаш кога се отвара нов воен конфликт, тој предизвикува одредени проблеми или одредени пореметувања и измени во постојаното функционирање на државите, без оглед дали е тој поблиску или подалеку од нас. Час поскоро завршат воените действија, час поскоро може да се седне на маса и да се разговара за сите проблеми кои ги поттикнале двете страни. Знам дека многу од проблемите се тешки, знам дека причините за ваквите случувања се навистина тешки и проблематични, меѓутоа ништо не вреди повеќе од човечките животи. Петровска рече дека до овој момент до неа нема пристигнато барање за физичка заштита на припадниците на еврејската заедница во земјава и нивните верски објекти, одговарајќи на новинарско прашање во контекст на мерките кои се преземаат во некои земји поради развојот на ситуацијата на Блискиот Исток. Координацијата на безбедносно-разузнавачките служби и информациите кои се споделуваат во овој момент говорат дека нема закана, без разлика дали е тоа индивидуално кон припадниците на една заедница или кон некакви објекти, меѓутоа тоа не значи дека институциите оставаат само на таа информација, ќе ги следиме случувањата доколку е потребно, доколку се укаже некаков вид на безбедносна закана, се разбира не само евреите, туку секој еден граѓанин во нашата држава ќе биде соодветно заштитен. Министерката за одбрана оценката за безбедносната состојба ја даде денеска во Охрид, каде учествува на средба на припадниците на доброволните противпожарни друштва од земјава. Изјавата доаѓа еден ден од како председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски најави дека во наредните денови ќе го свика Советот за безбедност за состојбите на северот на Косово, војната во Украина и конфликтот во Израел. Во продолжение вестите од светот. Во експлозија доцна синоќа во православна црква во појасот Газа, каде се засолниле палестински бегалци, има мртви и ранети, соопштија палестинските власти, наведувајќи дека храмот бил погоден во израелски напад, пренесуваат медиумите. Црквата се наоѓала во населбата Ал-Зајтун во стариот град и го добила името по Свети Порфирија и била претворена во џамија во 7 век, а новата црква била изградена во 12-тиот за време на крстоносците. Директорот на болницата Шифа Мухамед Абусел Маутринава објави дека има мртви и ранети, но не можеше да го каже точниот број на жртви, бидејќи многу тела се уште под урнатините. Според непотврдени извештаи, најмалку 2 лица загинале. Ерусалимската патриаршија го осуди нападот и рече дека ќе исполни својата верска и хуманитарна должност да обезбеди помош. Еден од преживеаните изјави за катарската телевизија на арапски јазик Ал Џезеира дека немало предупредување од израелската армија пред нападот. Тело на 57 годишна жена е извлечено од река во Ангус, Шкотска, откако бурата Бабет го погоди брегот на Велика Британија, соопштија локалните власти. Повеќе од 40 домови биле евакуирани поради очекуваните поплави, а 4000 згради останале без електрична енергија поради силните бранови и невреме. Според Sky News, на некои места биле издадени предупредувања опасни по живота. Во градот Бречин во Шкотска на жителите им било кажано да се евакуираат. Метеоролошката
канцеларија во Велика Британија издаде црвено предупредување за делови од Шкотска, бидејќи се очекуваат обилни врнежи и можност за поројни поплави опасни за живот. Властите во другите северноевропски земји се подготвуваат за бура која доаѓа од исток, а данските медиуми објавија дека регионот ќе биде погоден од можеби најлошите поплави во последните 110 години. Бидејќи израелскиот моќен систем Iron Dome работи прекувремено против ракетните истрели од Хамас, вниманието се свртува кон систем за воздушна одбрана од следната генерација Iron Beam, кој може да означи пресвртница за безбедноста на Израел. Новиот израелски ласерски систем треба да го има своето деби на бојното поле во блиска иднина, предложија извештај предходно оваа недела. Железниот зрак првично требаше да биде распореден во 2025-та, но израелското министерство за одбрана сега го забрзува неговиот развој по избугнувањето на војната со Хамас, објави британски телеграф. Експертите велат дека Iron Beam ќе биде значително поевтин од Iron Dome, кој чини повеќе од $50,000 по проектил. Овој систем користи ласерски зрак со моќност од поголема од 100 киловати наместо наведувани проектили. Благодарение на неа трошоците сега ќе се намалат од 50 на 100,000 на неколку $. Тој е дизајниран да биде интегриран во постојана израелска воздушна одбранбена мрежа наместо да служи како целосна замена за системот железна купола. Додека железната купола беше развиен специјално за одбрана на мали ракетни напади, Iron Beam е дизајниран имајќи ја предвид зголемената закана од беспилотни летала. Детали за опсегот на Iron Beam се уште не се познати. Може да таргетира закани од неколку стотици метри до неколку километри, тврдат производителите, но за сега нема точни информации колку далеку ќе може да помине железниот зрак. Секој систем на железната купола зафаќа површина од 155 квадратни километри. Подигнато е обвинение за дезертерство против американскиот војник Тревис Кинг, кој минатиот месец беше депортиран во САД откако во јули пребега во Северна Кореја. За дезертерство во САД предвидена е затворска казна до 3 години. Кинг е обвинет и дека минатата година бил насилен со полицајци, нелегално поседувал алкохол, давал лажни изјави и друга. Во јули пребега преку границата со Северна Кореја, со што стана првиот американец приведен во таа земја во речиси 5 години. По речиси 2 месеци Пјонгјанг соопшти дека ќе го протера. Неговото ослободување од леснето од шведски официјални лица кои го одведоа Кинг до кинеската граница, каде бил пречекан од американскиот амбасадор во Кина Николас Барнс, шведскиот амбасадор во Пекинг и представници на американското министерство за одбрана. Кинг потоа беше префрлен во американска воена база во Јужна Кореја пред да биде транспортиран во САД на 28 септември, бидејќи изјави дека доброволно ја преминал границата, во текот на целиот процес законски бил држан во воен притвор. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!